Почитувани граѓани, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжува со постојано унапредување на земјоделството. Жените земјоделки за прв пат ќе добијат неповратна финансиска подршка од 3000 евра. Мерката активен женски член во земјоделското домаќинство ја креираше посебно ново формирана работна група за родова еднаквост и зајакнување на жените, која што доби силна подршка од UN Women. Целта на мерката активен женски член во семејното земјоделско стопанство е да се мотивира и да се обезбеди зајакнувањето на позицијата на жената во семејното земјоделско стопанство и создавање на поголема додадена вредност во земјоделското производство. Културата на еден народ можеме да ја преципираме само преку почитувањето на жената како рамноправен член во општеството. На нашата држава и е потребна еманципирана жена, вклучена во сите области на живеењето, но и економски независна. Во овој контекст, Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој објави јавен повик на кој жените земјоделки до 26.12.2019 година може да се пријават за грант неповратни средства во висина од 180.000 денари или 3.000 евра. Почитувани земјоделки, корисници на оваа мерка можат да бидат земјоделски стопанства чиј носител е жена, запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со овие средства може да се набави опрема за постбербени активности за овошје и зеленчук, житарици и мелнички производи, растителни и животински масла, шира и сок од гројзе, вино, оцет, маџун, месо и месни производи, млеко и млечни производи, опрема за прием, собирање и чување, сортирање, чистење, миење, сушење, калибрирање на земјоделските производи. Прифатлива инвестиција и набавки на опрема за ладење и замрзнување, за сечење, конзервирање, сушење, етикирање на производи. Со помош на средствата од оваа мерка може да се набавува и опрема за манипулација, утовар, истовар, ладилници, палети, опрема за мерење и квалитет, опрема за подобрување на стандардите за благосостојба на животните. Дополнително, преку мерката активен женски член во земјоделското домаќинство, се промовира и директна продажба или продажба од праг. За оваа мерка е подготвен и правилник за флексибилност за производи од животинско потекло, кој што дава основ за продажба од праг. Со тоа, идентитетот и квалитетот на производи, кои што го произведуваат жените во руралните подрачја, ќе дојде до израз. Морам да напоменам дека во ново формираната работна група, која ја креираше оваа мерка, активен женски член во земјоделското домаќинство, освен представници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, активно се вклучи и невладиниот сектор, Национална федерација на фармери, Рурална мрежа, Рурална коалиција, Министерството за труд и социјална политика и Факултетот за земјоделски науки и храна. Во следниот период, работната група ќе спроведе инфоденови на терен за дообјаснување на критериумите. Почитувани земјоделки, во Овчеполскиот крај земјоделската дејност е примарен приход за голем број на семејства и затоа оваа мерка е од големо значење. Земјоделските мерки на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се на прав пат. Развојот и унапредувањето на земјоделството се приоритет за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На прав пат сме, бидејќи градиме силно и конкурентно земјоделство, расте производството и се повеќе пари завршуваат кај земјоделците.